Кочани се наоѓа на околу 120 км од далечиност од Скопје, во источниот дел на Македонија. Градот го зафаќа просторот од двете страни на Кочанска река и се протега на површина од 18,6 км квадратни. Во Кочани живеат околу 27.000 жители. Во непосредна близина на градот се издигаат Осоговските планини со висина од 2252 метри надморска височина. Оваа година патеката Пониква 2005 беше во ново издание. Незината должина беше скратена, поточно стартниот и целниот правец беа намалени. Со тоа патеката ги изгуби брзите сектори, каде што до израз доаѓа перформансите на возилата. Затоа новата патека слободно може да ја прогласиме за чисто техничка патека, каде што пред се одлучуваат перформансите на возачот, односно неговата физичка и психичка подготвеност, како и концентрацијата. Пониква 2005 изобилува со свиоци, и тоа од различен нагол, но секако најопасни се неколкуте непредвидливи лакти и секако популарниот сеир свиок. Ридско-брзинската трка Пониква 2005 се одржа во организација на автомотодржството Лопен од Кочани и Автомото Сојузот на Македонија. Интересно за одбележување и гостувањето на двајцата представници од Грција, кои што ја збогатија трката со своите настапи. На Пониква 2005 се возеа вкупно 4 класи. Во класата 1 дојде до 150 кубни сантиметри група А се водеше жестока борба. Првото место го освои тренерски Владимир од автомото клубот Swift Racing. Тој во финалниот настап успеа да го собори времето на второпласираниот Стефановски Игор за само 500-тинки. Тренерски во брилјантен стил успеа да ја мине патеката за време од 4 минути, 9 секунди и 86 стотинки. На второ место во класата 1 се пласираше Стефановски Игор, возач на автомото клубот Скопје. Иако во првото возење имаше најдобро време, Стефановски во второто возење не успеа да го подобри и мораше да се задоволи како второпласиран. Во моментов го следите возењето на Иџе и неговата борба со свиоците и времето. Времето на минување на Стефановски на патеката Пониква 2005 изнесуваше 4 минути, 9 секунди и 91 стотинка. Третопласиран заврши возачот на автомото друштвото Прилепец Несторовски Никола. Тој со неговото југо успеа да ја мине патеката за 4 минути, 11 секунди и 66 стотинки. На четвртото место се најде уште еден возач на автомото клубот Скопје. Давидовски Викторија мина патеката Пониква 2005 за време од 4 минути, 13 секунди и 40 стотинки. Петото место го освои Богатиновски Игор, член на автомото друштвото Лопен, кој беше и доматин на оваа трка. Тој ја мина патеката за 4 минути, 14 секунди и 61 стотинка. Шести заврши Василевски Мијалче од автомото клубот Импегна. Времето на Василевски изнесуваше 4 минути, 16 секунди и 51 стотинка. На седмото место се пласираше Попевски Никола, член на автомото клубот Автоклиника. Тој ја мина патеката за време од 4 минути, 17 секунди и 5 стотинки.
Како осмопласиран заврши возачот на автомотоклубот Castrol Primo Racing Велковски Марио, кој со своето југо успеа да постигне време од 4 минути, 18 секунди и 26 стотинки. Јачев Горан од Swift Racing се пласираше на 9-то место, минувајќи патеката за време од 4 минути, 18 секунди и 66 стотинки. Во класа 2 до 1400 кубни сантиметри немаше прогласување на победници поради приговор, инаку неофицијалните времења постигнати на патеката по Ponik 2005 изгледаа вака. Најбрз беше Трајковски Томислав од автомотоклубот Скопје. Тој со неговото Peugeot 106 Rally постигна време од 4 минути, 6 секунди и 90 стотинки. Втор беше Костовски Стево, член на автомотоклубот Импегна. Времето на Костовски изнесуваше 4 минути, 7 секунди, 52 стотинки. Трето пласиран беше Топузовски Миле од автомотоклубот Скопје. Тој успеа да ја мине патеката за време од 4 минути, 21 секунда и 34 секунди. На четвртото место се најде возачот на Castrol Primo Racing Давидковски Христаки, кој со своето југо 65 патеката ја мина за 4 минути, 22 секунди и 85 стотинки. Во класа 3 до 1600 кубни сантиметри хоби, најдоброто време го постигна Димитровски Благоја од Автоклиника. Неговиот Volkswagen Golf 1 ја мина патеката во време од 3 минути, 42 секунди и 90 стотинки. На второ место се пласираше гостинот од Грција Пападопулос Василис од екипата на Волос. Тој со неговото Peugeot 106 Rally успеа да ја мине патеката за 3 минути, 58 секунди и 75 стотинки. Трето време успеа да постигне Трајковски Слободан од Прилепец. Неговата застава Југо Хоби патеката ја мина за 4 минути, 7 секунди и 99 стотинки. Четврто пласирана беше единствената жена која што учествуваше на Ponik 2005, Стојанова Олга од Бугарија, која што од неодамна потпиша да вози за Прилепец. Олга со нејзината Opel Corsa патеката ја помина за време од 4 минути, 9 секунди и 19 стотинки. На петото место се пласираше Милошевски Југослав, член на автомотоклубот Коне Спорт. Тој возејќи застава Југо Хоби постигна време од 4 минути, 26 секунди и 52 стотинки. Во најсилната класа 4 до 2000 кубни сантиметри група SPIN, првото место го зазеде гостинот од Грција Балдунис Јорго од автомотоклубот Волос. Балдунис со својот Ford Escort патеката ја мина за 3 минути, 39 секунди и 38 стотинки, што е воедно и рекорд на новата патека. Интересен момент за одбележување е брзината која Јорго успеа да ја постигне при влегувањето во целта. Таа изнесуваше рамно 170 км на час. Второто место го зазеде Јанакиевски Блаже од автомотоклубот Мак Петрол. Возејќи својата Honda Civic Type R, Јанакиевски постигна време од 3 минути, 48 секунди и 89 стотинки.
Возачот на Castrol Primo Racing Димушевски Владимир го освои третото место. Неговиот Рено Меган Купе ја мина патеката за 3 минути 53 секунди и 54 стотинки. На четврто место се најде Георгиевски Дејан од Автоклиника. Георгиевски со својот Opel Kadett патеката по Никва 2005 ја мина за 4 минути 4 секунди и 73 стотинки. Пети беше Ѓорѓевич Александар од автомотоклубот Castrol Primo Racing. Возејќи Рено Клио, тој ја мина патеката за време од 4 минути 16 секунди и 21 стотинки.